Да, се враќаме во студиото. Дојдовме, зборуваме сега повеќе за малку за локалните теми во изборната единица 4, од каде се кандидатите кои се представуваат. Ефтимов, да продолжиме повторно со вас. Значи, ќе зборуваме сега малку за земјоделството и малку за оние теми кои се најактуелни во четворката. ВМРО ДПМН критикува дека доста работи во однос на тоа СДСМ што не направиле, например велат ништо од интервентниот фонд кој е најавен, кој требаше да ги обештетува земјоделците во услови на непогоди. Земјоделското земјиште ги доделуваат на 20 различни субјекти, субвенции добиваат лица блиски до СДСМ, од друга страна СДСМ вели за 3 години финансиска поддршка во земјоделството од 430 милиони евра стигнува до вистинските земјоделци за разлика од времето на ВМРО ДПМН. Субвенциите се зголемени, нивната исплата е неселективна, редовна и навремена. Зборуваат за производството на тутун, например, дека е обезбедено зголемување на субвенциите и така натаму. Значи, имаме една различна слика во однос на тоа, мислам, различна перцепција се разбира, во однос на тоа што го велите вие и што го вели СДС. Така, тие од позиција на власт, не од позиција на опозиција. Ги согледуваме ситуациите, ги гледаме. Меѓутоа, можам конкретно да ви кажам, бидејќи потекнувам и од таква средина. Жално е да се зборува за земјоделието во моментот. Жална е ситуацијата со земјоделците. Истите се ставени на клекнати се на колено. Тргнувајќи од градинарството, од пролетната зелка, од краставицата, од доматите. Сега во последен период беа вишнарите, овоштарите, тутунарите. Иако истите само декларативно се залагаат за земјоделието, ниту се дошле да видат што се случува на теренот, ниту се ги посетиле земјоделците да видат со што се соочуваат истите. Таа не грижа за земјоделците, таа не грижа за овој сектор од кој што екзистираат најголем број од домакинствата, кој директно, кој индиректно, најголемиот дел од домакинствата имат одредена поврзаност. Тоа што го потенциравте дека власта се фали со субвенционирање на земјоделците. Земјоделците се свесни кој ги воведе субвенциите. Кога тие ветува 30 денари за откупен килограм тутун, им дадоа 15. Кога дојде ВМРО ДПМН, субвенциите се зголемија, односно повеќе кратно се зголемија и во конкретната наша програма предвидуваме 640 милиони евра за наредниот 4 годишен мандат. Конкретно во односно тутунот, кога ме прашавте, најболна точка кај тутунарите во моментот е каде што секаде сега разговараме од Прилеп до Струмица имаме тутунари секаде. Најболната точка е измената на законот за тутун, кој што актуелната власт го направи во сред откупна сезона, со што овозможи увоз на тутун од други држави, без при тоа да го заштити домашното и сопственото производство. Ние, како ВМРО ДПМН, се обврзавме дека во првите 100 дена од доаѓањето на новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ова ќе го смениме, односно законот за тутун ќе го смениме и тутунарите ќе бидат повторно заштитени, односно мора најпрво да се откупи домашното производство. Затоа, воопшто на СДСМ земјоделците ниту им веруваат, ниту ќе им дадат доверба. Ова ќе го почувствуваат на изборите на 15 јули, кога земјоделците ќе им го зададат конкретниот удар на актуелната власт. Да. Река, што вели Алијансата и алтернатива во однос на земјоделците и земјоделското производство, што вие таму би смениле? Коалицијата Алијанса за албанците и алтернатива ќе спроведе една долгорочна визија за развој на земјоделството и руралниот развој, идентификувајќи ги ресурсите и потенцијалот на производство во сите сектори на земјоделството. Значи, ќе обезбедиме по правично соодветно планирање на буџетот, ќе го зголемиме вработувањето и економската активност во сите сектори на земјоделието. Коалицијата Алијанса за албанците и алтернатива за време на своето владење ќе ги спроведе следните приоритетни мерки: одржлив рурален развој, стратегија за консолидација на земјоделското земјиште, регулирање на имотните спорови, создавање на државна карта за земјоделските парцели со детали за нивната структура и соодветно и правилно управување со земјоделските субвенции,
Значи, во текот на последната деценија беше издвоен значителен буџет за субвенционирање на земјоделците, но резултатот е разочарувачки, бидејќи од година во година се намалува бројот на земјоделци и имаме замена на локалните производи со оние од увоз. Де факто имаме толку убави ресурси во овој предел кои што можеме да развиваме, да се сконцентрираме на извозот, што е елементарно за подобрување на економијата и стандардот на жителите во тој предел. Понатаму зголемување на индустриските капацитети за преработка на храна. Понатаму имаме во планот во програмата зголемување на капацитетот на консултантските центри на мајчиниот јазик на производителите. Значи читам од програмата што све имаме предвидено. Ревизија на политиките за искористување и менаџирање на пасиштата, подобрување на водните мрежи и модернизација на системите на наводнување. И ова што го кажавте за ревизиите е интересно, бидејќи тоа ми е дел и од следното прашање. Господине Зенел, ги зборувавме за субвенциите, пред малку субвенциите се стратегија во земјоделството, како што кажа господинот Евтимов, уште од времето на ВМРО ДПМН, ги продолжи и владата на СДСМ и ДУИ. ДУИ добро беше дел и од претходната влада, значи тука имаме една константна, но интересно е во поглед на субвенциите што критичарите велат дека како се зголемуваат субвенциите или парите кои се даваат, така паѓа домашното производство, што е прилично чудно и контрадикторно во однос на самата мерка, па секогаш се зборува дека тоа индицира дека постојат некакви злоупотреби или дека самата стратегија едноставно не е делува. Кажете ми, ДУИ и земјоделството, сега вие што велите? За таа поврзаност не можам да кажам, тоа би била стварна анализа. Јас можам да кажам во овој момент, значи, дека ДУИ во однос на четвртата изборна единица, која е претежно земјоделски регион, најпрво столбот на земјоделието, кој што е битен дел од нашата економија, е значи благосостојбата на земјоделските домаќинства. Точно е тоа, се слагам со моите колеги, дека намалувањето на извозот и зголемувањето намалувањето на увозот и зголемувањето на извозот на земјоделските производи на странските пазари директно ќе влијае токму на подобрување на земјоделските домаќинства. Тоа всушност е дел и од економската програма, со тоа што со намалувањето на увозот и заштитата на домашните производи, нивен пласман на странските, значи на пазарите во регионот и во пазарите во Европската Унија е промена на таа макроекономска структура, значи и подобрување на целокупната економија кај нас. Меѓутоа, што е тоа што во визијата и мисијата на ДУИ се однесува на земјоделието. Секако, значи, ние имаме голем потенцијал, особено во четворката. Значи, вие имате од вкупната површина од тоа земјоделско земјиште, 40% значи се обработливо земјиште. Секако дека значи на земјоделецот му се потребни стандарди, потребни се значи подобрување на неговата состојба, значи како во однос на обработка на тоа земјиштето, како значи протоколи како да произведуваат продукти значи со висок квалитет кои што утре ќе се најдат во пазарите на Европската Унија. Значи тука имаме можности за развој на хортикултура, зеленчук, лозарство, да се планот е да се зголеми површината на засадени воштарници кои што и текако се бараат во регионот и во Европската Унија, како површините на зеленчук и одгледувањето на тутун. Значи за сето ова секако субвенциите ќе мора да продолжат, меѓутоа ќе треба да се види која е таа поврзаност за да се вратиме на таа првата цел, да се заштити домашниот производ, да се намали увозот и да се зголеми извозот на производите. Добро, благодарам. Ефтимов, имавте реплика? Повеќе на дополнување на колегата, меѓутоа за земјоделието кога зборуваме можеме многу да зборуваме. Да. И сигурно ќе ни треба многу повеќе време. Сакам само да осврнам внимание на едно. Кога зборуваме за субвенционирање, не можеме да ги подведеме целата сума која што ја одделува
владата, односно ние кои ја предвидуваме, дека иде на директни плаќања на земјоделците. Овде во овие средства спаѓаат и мерките и проектите кои што се за подобрување на стандардите на живење во руралните средини, односно мерките кои што беа за рурален развој. Овде спаѓаат и мерки и проекти за подобрување на самата инфраструктура во земјоделските региони, со што од друга страна се придонесува и за мигрирањето на граѓаните од село во град. Се зачувуваат овде домакинствата и истите се занимаваат со земјоделие. Покрај бомбастично најавуваната мерка за зелена нафта, која е тотално неуспешен проект на актуелната влада, во програмата ние предвидуваме многу конкретни мерки, односно имаме определување на средства за финансирање на изградба на преработувачки капацитети кои ќе ја абсорбираат она количина на производство кога во шпицот на производството се појавува вишок и ја соборува цената. Меѓутоа, за да дојде до тоа производство мора да имаме и соодветни мрежи за наводнување. Затоа ВМРО ДПМН предвидува 20 милиони евра годишно секоја година одделување за ревитализација и изградба на водоснабдителни системи. Да. Добро, ајде малку сега да се вратиме на национално ниво, на политичко ниво, на она што е најактуелно. Зенел, ми се чини дека вашата партија успеа успешно да ја наметне како една од главните теми на овие избори, сосем неочекувано би кажал, темата за албанец премиер. Она што го велат партиите, ќе го кажате. Тука се двете партии, се разбира, еве СДСМ не се тука, но генерално нивниот став е колку што можам јас да го разбирам, дека во принцип немаат проблем за албанец премиер во смисла на етничката припадност на тој премиер, но велат дека тие сите си имаат веќе своји мандатари кои ги предложиле, а има и други кои велат, а зошто тој албанец премиер да биде некој што го предлага Дуј? Кој е вашиот одговор на овие критики? Па прво ја би рекол дека можеби не е неочекувано со оглед на тоа дека веќе претседателот на парламентот е од албанско етничко потекло и воопшто веќе не станува збор во иднина кој ќе биде претседател, каква етничка припадност ќе има тој, туку дали е способен, дали има визија да ја води државата од една од тие трите највисоки позиции. Не се работи за некоја си изборна кампања, туку ова е нешто што во визијата на партијата било што од 2009-2010, разговарано е многу претходно како за председател на парламентот, кој што тоа се оствари, така и сега во однос на премиер кој што би бил од албанската етничка заедница. Меѓутоа, што е целата работа? Овде не станува збор дека премиер треба да биде албанец. Тука е мултиетничкото општество на дело. Тоа постојано се спомнува, меѓутоа во ред ти си албанец, тогаш биди до мене, или ми требаат албанските гласови да бидам премиер, меѓутоа ако веќе се предложи премиер албанец, не, тогаш не може. Да се биде одредена етничка припадност. Јас сум од турската етничка припадност. Еве, бошњачка етничка припадност ка биде. Зашто да биде исклучувачки критериум? Ти не си од македонската етничка припадност, не можеш да бидеш на чело на таа позиција. Нашата идеја е да се тркне исклучувачкиот критериум да се биде одредена етничка заедница, а да не може да ја води државата. А ние воопшто ниту го наметнуваме тоа да биде вклучувачки критериум. Мултиетничко општество за сите, нека биде на дело, премиер за сите и покрај тоа што е од друга етничка припадност. Тоа е основата и символиката која што ја носи. А втора точка е која е личноста што го предлагаме. Личност која е символ на албанското движење во 90-тите за правата, човек кој што има поминато многу од клупите во државното организирање и владење и сметаме дека со оглед на тоа што сме на чекорот на преговорите со Европската Унија, ни треба еден таков човек кој што ќе предводи влада за преговори која што ќе ги отвори сите поглавја за еден пристап во Европската Унија. Добро, река, овој потек на Дуј, господинот Зенел вика, вели, се извинувам, не е неочекуван, но сепак излезе прилично изненадувачки во оваа кампања на овие избори, така излезе како едно фронтално
фронтална тема една за која најчесто се дебатира. Колку тоа успеа Дуи успешно да го направи во форма на политичкиот пиар, бидејќи на некој начин повторно правата на албанците ги стави во фокус на партијата Дуи, а не можеби поочекувана каде што требаше да бидат на овие избори кај Алијансата и Алтернатива. Па првично јас би рекла, би почнала со тоа дека е жално да се констатира дека една партија која што е веќе 18 години во владата, не ги знае правилата, прописите и уставот, не го научила уставот дека како се бира премиер на влада. Значи во уставот многу убаво пишува дека после консолидација на изгласување на формирање на парламентот доаѓа после не знам колку дена беше таму членот се бира премиерот. Значи но ова е сватливо бидејќи Дуи беа сконцентрирани сите овие 18 години во профитирање за или лични интереси, а не учење на уставот. Сега Дуи излегува со оваа карта на национализмот, служејќи се со неа, сака да продре и да успее да навлече и да придобие, да го придобие народот, албанските гласачи. Но мислам дека веќе имаме свесни гласачи, албанците ја сваќаат оваа манипулација и мислам дека на денот на гласање не може да влијае оваа карта на национализмот. Но морам да истакнам еден друг аспект. Ова више што се однесува до идејата на Дуи, но од еден друг аспект, како граѓанин првично, сум шокирана и изначудена од настапите од македонските политички партии, политичари и од граѓанскиот сектор. Од видот не може сега, а не може ни никогаш да има премиер албанец. Мислам дека една изјава што боли, бидејќи е преполна со предрасуди, и мислам дека тука голема грешка се прави, бидејќи премиер може да биде од било која националност. Тоа што е важно е човек со интегритет, професионалец, а етничката припадност воопшто е... Но, еве, има и господинот Зенол реплика, ќе му дадам. Само јас би ве потпрашал едно, бидејќи мал провокативно ми е ова последното што го кажавте. Што ве боли во оваа приказна, тие изјави што сте ги виделе, дека не може да биде албанец премиер од некој, нели? Ме боли првично како албанка. Да, но сака да ве прашам во однос на тоа. Но ова што го кажувате, дека вие како албанка ве боли, претпоставам дека и граѓаните албанци ги бола такви изјави, тоа значи дека сепак Дуи успешно ја наметнале оваа тема. Па де факто тоа и била можеби таа карта со која игра Дуи, провокација на страната на македонските политичари, но јас зборувам од аспект на граѓанин, свесен граѓанин, кој што ги разглабува и ги елаборира двата става. Ме боли таа предрасуда од страна на македонците, бидејќи такви изјави мислам дека се националистички, фашизоидни можеби, такви предрасуди. Значи, имаме два проблеми тука, или два аспекти, од два аспекти го гледам проблемот и тоа е... Имате реплика? Да, апсолутно. Значи, како прво, колешката ме надополни мене во мојот став. Меѓутоа, репликата се однесува, значи, ме надополни во ставот зошто ние и која ни е идејата да поставиме барање да премиерот на оваа држава да ја води, значи, припадник од албанската етничка заедница. Значи, ние сме членка на НАТО, ние преговараме за ЕУ. И ние бараме преку еден најлегитимен процес во собранието, каде што ќе бираме премиер. Премиер се бира со 61 пратеник. Значи, да беа овие премиерски избори, значи, ќе разберат. Меѓутоа, овие се парламентарни избори, каде што се бираат пратениците, кои што со договор, значи,
со 61 пратеник ќе поставиме, значи со најлегитивен уставен во склоп со уставот и законот, значи ние ќе имаме утре државата ќе ја води првиот премиер албанец. Човек кој што ќе ја растерети државата од бремето на тој притисок дека мора, значи, да биде премиер од македонската етничка заедница. Второ, второ, ќе имаме човек кој што утре ќе биде дел, ќе предводи влада, кој што ќе биде влада за преговори за влез во Европската унија. Добро, има господите река следна реплика, контрреплика, да. Само кратка реплика, мислам дека сте колегата е контрадикторен, затоа што кога ние излеговме со идејата за председател албанец, Дуи беше се спротистави и воопшто не ја поддржа идејата. И сега ова е малку контрадикторно со да, контрадикторен став и плюс тоа е многу интересно дека кандидатот кој што го представија за премиер, кој што го назначија, 2 дена пред да ја прифати улогата, излезе со критика кон идејата на Дуи и потоа ја прифати после 2 дена. Тоа покажува дека лабилност, а и можеби подскриен личен интерес. Да. Може контрареплика, значи контрадикторноста ја видов кај вас, госпоѓа Река, затоа што рековте дека вие сте не ја прифаќате и не ја разбирате оваа идеја, од друга страна ве боли затоа што имало значи негативности во однос на тоа што тие негативни моменти значи ни беа и најголем промотор. Да само да ве потсетам, председател се бира директно од граѓаните, не од собранието, и ние како партија значи разбравме дека ние нема да успееме со директни гласови да добиеме председател на државата албанец, и затоа со еден меѓукоалициски договор значи го извадивме концептот на консензуален председател, значи кој што во моментот е господин Стево Пендаровски, додека премиерот како и мандатарот значи на владата, како и председателот на собранието, како што успеавме Талат Џафери да биде предводник председател на собранието, се прави со еден коалициски договор, значи после изборите во собранието, избраните пратеници во собранието на 61. Значи ние очекуваме тука да премиерот албанец согласно со уставот и законот од пратениците преку 61 да биде изгласан и да ја води идната влада. Добро, ВМРО ДПМН отприлика се изјасни за идејата, кажа дека господинот Мицкоски е нивен мандатар, отприлика го кажа и СДСМ истото. Што мислите вие, господине Ефтимов, колку ова барање на Дуи ќе биде важно во идните коалициски преговори за составување на следната влада, бидејќи е прилично известно, тоа го покажуваат и анкетите, дека е тешко, дека било ВМРО ДПМН, било СДСМ ќе можат сами да состават влада, секако ќе се зборува за некаква коалиција. Од друга страна, анкетите покажуваат дека Дуи може да биде сериозен фактор во тие преговори. И доколку дојдете на маса и се соочите, што мислите, колку ова барање ќе биде важно и тешко за вас во однос на можеби составување на идна влада? Видете, во однос на бројките и резултатите од изборите ќе разговараме потоа во однос на коалицирање со било која политичка партија, меѓутоа ВМРО ДПМН јасно се изјасни. Ние сме демократска партија и сакаме да го застапуваме демократските принципи во едно демократско општество, што за жал сега во моментот ги немаме. Меѓутоа, во демократските општества знаете дека влада е народното, односно мнозинството од народот. Да не бидам погрешно разбран, зборот ми е дека во однос на македонскиот блок ВМРО ДПМН ќе се победи секако. Значи ги имаме ние нашите програми, нашите идеи, нашите ветувања пред граѓаните и на што се обврзуваме. Така да, ние многу порано и многу поодамна разговаравме во сите тела на партијата дека застапуваме еден друг концепт. Затоа сакав да потенцирам дека да, Дуи си имаат одреден предизборен концепт кој што си го застапуваат. Ние имавме друг концепт кој што го застапуваме и го конкретизиравме и многу поодамна го елабориравме пред граѓаните и го застапуваме до денес. Тоа е шпицен кандидат. Односно, дека кај нас председателот на партијата, не сакајќи да се затскрива зад пратенички имунитет или зад сите други бенефиции кои што стојат зад пратениците, како што тоа го направи сегашниот, односно поранешниот премиер, а сегашен лидер на СДСМ, тој застана зад листата
покрај тоа што нашиот председател ја подаде раката во однос на шпицен кандидат. ВМРО ДПМН ни сите тела застана зад шпицен кандидат господинот Христијан Мицковски за иден премиер и господинот Христијан Мицковски после 15 јули ќе биде премиерот во Република Македонија. Секако со отворени сме за соработка со секој една партија и секој еден поединец кој што би бил во парламентот, односно би била парламентарна партија, да разговараме за идни планови за понатаму. Во моментот, како што секогаш сме застанувале цврсто зад ставовите на ВМРО ДПМН има шпицен кандидат и иден премиер во Република Македонија, ќе биде господинот Христијан Мицковски. Повелете, господин Река, да? Да додадам една констатација. Имајќи толку големи проблеми во државата, соочувајќи се со едно судство кое е корумпирано, криминализирано, значи имаме пораст на корупција во државата, ние се занимаваме и излегуваме со идеи кои што се секундарни или последни на списокот на барањата и потребите на граѓаните. Само би сакала да додадам дека програмата мора да се води идеите од справување со овие базични, основни и најтешки проблеми со кои секој ден се сочуват. Знаете ли, има една констатација, една статистика од ОПСЕ дека граѓаните во Македонија се чувствуваат дискриминирани, мислам. Дека има 63 или 5% од албанците на етничка основа се чувствуваат дискриминирани. Не знае дали не е ова поголем проблем со кој треба да настапиме како идеи. Да, добро, ќе зборуваме. Сакавте нешто да кажете или не? Во односно, ако завршивме... Да, сакам уште едно за господјата Река во однос на ова политичко прашање. Не знаеме, се разбира, како ќе бидат резултатите од изборите. Гледаме дека во албанскиот блок води ДУИ, според тоа што го гледаме на анкетите, се разбира резултатите. Молам? Мислам, имаме анкети дека води Алијансата. Па јас тие неколку анкети што видов во сите води ДУИ, не знам, може би има. Така, Индија и добро. Јас последното што го читав, добро. Да. Прашањето ми е доколку така бидат и резултатите на изборите. Мислите ли, ДУИ исто така имаше промена на ставот дека идната влада треба да биде составена од победниците во етничките кампуси, ДУИ го смени тој став во 2016, па сега гледаме дека повторно го реактуализира, вели така би требало да биде. Мислите ли дека доколку вие вашата коалиција биде дел од разговорите за составување на идната влада, ќе се соочи со обвинување на ДУИ дека тие се нелегитимен представник на албанците? Па никогаш не сме се воделе по принципот победник со победник, туку мандатарот со победникот од албанската политичка партија, нели? И мислам дека овој принцип ќе треба по овој принцип ќе треба да продолжиме. Ако било која спротивна компилација, мислам дека ќе донесе до враќање на груевизмот, кој што знаеме дека имаше толку негативна... Значи, се извинувам, сакате да кажете која партија победи кај албанците, таа треба да биде дел од идната влада? Мандатарот треба да со победничката партија од албанскиот блок. Значи, доколку таму биде ДУИ, дека со нив треба да се разговара? Па сега, основно така мислам дека е ставот на партијата, но останува да се преговара според исходот на резултатите. Да. Добро, ова што го зборуваше господјата Река, што го кажа последно во однос на извештаите за право и правда, за дискриминација, тоа е, господине Зенел, една константна критика. Лидерот на ДУИ Али Ахмети вели сега ветинг не само во судството, туку ветинг и кај политичарите, но повторно ќе кажам, ДУИ го водела и секторот правда,
ДУИ има представници од Врховниот суд па надолу во сите судови, во обвинителствата, зборувам кадри кои се назначени во време на ДУИ, се разбира, на тоа мислам. Сега вашата партија е исто така критикувана дека е дел од ова лоше поведение во правосудниот систем. Како вие мислите да ја смените таа перцепција во иднина? Бидејќи многумина велат дека вие сте всушност дел од проблемот, а не дел од решението. Точно така, значи за функционирање на правна и праведна држава треба значи да се правосудниот систем треба да има интервенции во однос на тоа да функционираме во иднина значи како полноправна членка на НАТО и Европската унија. Јас само ќе го нацнам, уште еднаш ќе надополнам нешто во однос на нашето главно барање, главниот слоган за прв премиер албанец, дека токму поради тоа што секогаш постои дискриминација, која што значи втор до првиот. Ние сакаме да докажеме дека ово општество треба да биде за сите и не само утре албанец, било кој да се роди во оваа земја, да ако сонува и е способен и се едуцира да може да ја води оваа држава, да може да дојде до тоа да нема ексклузивно право и да се растерети нашето мултиетничко општество, тоа дека во тие трите главни позиции, значи треба да биде само припадник од едната етничка заедница. И токму тука во нашата програма за првиот премиер албанец, значи постојат неколку точки, одредби кои што би биле конкретни интервенции за тој правен систем покрај ветингот, не само за судиите, обвинителите, туку и за сите носители на јавни должности, значи на јавни функции. Тука секако е таа значи должност да Советот на јавни обвинители да рапортира на Советот на судии и Советот за антидискриминација. Значи, за сите тие работи што се напоменаа тука, да на годишно ниво се рапортира до каде сме со дискриминацијата. Значи, дефинитивно како партија која што еве спомнавте одредени кадри, индивидуи, значи без разлика системот го прави визијата, мисијата и луѓето. Значи ние имаме тука прилично нова екипа која што со начело со премиерот албанец, со програмата која што ќе ги значи се залагаме и ќе внесеме целата енергија во нивното стварување. Да, гледам дека овие излагања на господинот Зенел ви предизвикуваат реакции, повторно се јавивте. 18 години да си во власт и да доаѓаме да бидеме окарактеризирани како држава со толку негативности, со висок број на корупција, со криминал, слабости во секој сегмент на општеството, мислам дека е резултат на лошо владење. Ние имаме конкретна програма што се однесува до судството, и многу убава, многу специфична, и предлагаме во првите 100 дена на нашето владење да поднесеме барање до Европската унија за праќање на мисија која што ќе биде составена од судии, екипа која што ќе биде професионалци, значи и што бил тренд и во други држави е спроведено, значи нема да бидеме први, која што мисија ќе има за задача да направи ревизија на сите случаеви во кои што се од висок ниво на криминал и корупција и на сите монтирани случаеви кои што се уште тлеат и не се завршени, кои ги има и ова е се резултат на 18 години владење. Видете, болестите во судството постојат и тоа никој не го спорува, меѓутоа работата што во клучните заложби, значи од постоењето на нашата партија НАТО и Европската унија заедно со Охридскиот рамковен договор, значи и тука сте во момент контрадикторна каде што велите дека од Европската унија ќе побарате експертска помош, како што разбрав јас, а од друга страна ние бевме главните промотори за отпочнување за влез во Европската унија за да бидеме дел од тоа европско семејство каде што владењето на правото е главен столб на целата европска филозофија. Толку. Да, добро. Господин Евтимов, во однос на правото и правдата се чини дека тука
понудата на ВМРО ДПМН и барањата на ВМРО ДПМН, која често критикува за кацарска судство, да речеме, такви термини употребувате, веројатно создавајќи пандан на она Сваровски судство, што беше од минатото окарактеризирано така, но мислите ли дека во овој дел ќе ви биде можеби најтешко да ги убедите граѓаните, бидејќи сегашните ваши критики не се баш подкрепени со извештаи од меѓународната заедница, со релевантни извештаи, како што беше за време на последното ваше владење, кога државата беше окарактеризирана како заробена држава. Во тој дел не можам да кажам дека не се подкрепени, бидејќи конкретно Freedom House излезе дека сме хибриден режим. Така. Transparency International излезе дека имаме пат, односно доаѓаме на 106-то место по корупција. На испитувања кои што ги спроведе коалицијата за правично судење преку УСАИД, конкретно злоупотребата на финансиските средства по државните институции, ако во 2015 година била околу 509 милиони денари за 94 кривични дела, во 2019 година е за 18 пати повеќе. Во 2019 година имаме 9 милиарди денари од 122 кривични дела, кои претежно се околу даночно затојување, за што сведоци сме на очевид на цела јавност дека пред само неколку дена исто така имавме скандали, финансиски скандали со поврат на ДДВ со милионски суми од над 5,5 милиони евра на одредени фирми во Струмичкиот регион. Затоа, воопшто не можеме да се согласам со онаа констатација дека не ни се подкрепени нашите барања. И токму овде сакам да го споменам она заплашување кое што го правеше претходниот премиер Заев за судиите и јавните обвинители. Она флоскула која што ја тераше за генерален реизбор, кој што генералниот реизбор на судиите и обвинителите. Истиот ниту самиот не веруваше, меѓутоа мораше да ја тера ова во кампања. Но зошто? Истиот застана на чело на Советот за судски реформи, во кој што влегоа дели од професорите и експертите, кои што за неполни неколку месеци го напуштија ова тело и го оставија самиот да се дави во ова тело за реформи во судството. И видовме до денес дека воопшто не функционира судството. Односно, во Република Македонија правда и праведна држава не можеме ни оддалеку да замислиме. Не можеме воопшто да разговараме за правда и правна држава во Република Македонија со актуелното јавно обвинителство и судство. Меѓутоа, да не ги генерализираме работите, бидејќи ова анатема врз целото судство и обвинителството, сепак и таму има вредни и суди, и обвинители, и работници. Но, оние малку кои што ги има, кои што ја злоупотребуваат својата службена положба и овластување во однос на договарање и во последните актуелни состојби и скандали кои што излегува дека одредени адвокати споени со судиите заговараат предмети во СЈО и така натаму, значи на очевид на цела јавност се види дека судството е под директно влијание на актуелната власт на СДСМ и поранешниот премиер Зоран Заев. Оно што го вели СДСМ е сосема спротивно. Тие велат дека судството е такво какво што е, поради тоа што се уште сите кадри во судството се од минатото владење на ВМРО ДПМН и меѓу останатото велат дека борбата против криминалот и корупцијата не е толку успешна поради самото судство кое се уште во голем дел е контролирано од ВМРО ДПМН. Видете, СДСМ му помина мандатот. СДСМ повеќе од 3,5 години е на власт, а тие се уште се однесуваат како опозиција. За се она нешто што не можат да се справат, се однесуваат како опозиција. Јас бев тој кој што лично и повеќе пати на јавни медиуми секаде го изразив својот став, дека Зоран Заев е економист, не може да биде предводник на судските реформи. Ова му го потврдија и клучните негови советници кои што беа таму. И затоа во судството ниту имаме реформи, ниту ќе имаме во догледен период со такви структури на луѓе. По преземањето на власта, ВМРО ДПМН е најпрвин во судските реформи. Ќе се заложи за раскинување на непотистичките и криминалните структури кои што владеат во самото судство. Тоа ќе биде тежок процес, но не ветуваме дека тоа ќе го направиме со генерален реизбор како што тоа Заев зборуваше.
ќе извршиме нов начин на избор на суди, унапредување на суди и јавни обвинители со реформи во Академијата за суди и јавни обвинители. Клучен закон овде ќе ни биде преиспитување на имотната состојба од сите политичари и функционери од најмал ранг па се до највисоко ниво и преиспитување клучно на имотот и потеклото на имотот на сите обвинители и суди во Република Македонија. Да. Добро, благодарам. Немаме уште многу време до крај, имаме време буквално за уште едно прашање за сите. Значи, зборувавме отприлика за политиката, за локалните теми. Имаме уште едно прашање за надворешната политика. Господине Зейнел, дој кажа дека црвени линии на партијата во идното делување ќе биде исполнување на Охридскиот рамковен договор и на договорот од Преспа. Кажете ми доколку од друга страна ВМРО ДПМН, например, велат дека тие доколку можат ќе ги ревидираат и договорот од Преспа и договорот за добрососедство со Бугарија, доколку ДОИ биде дел од идните коалициски договарања. Мислите ли дека е можно да се направи некаква отстапка во однос на некаков договор за функционирањето на овие договори направени сега од влада предводена од СДСМ? Апсолутно е, значи, црвена линија на нашата партија ДОИ, Охридскиот рамковен договор, Преспанскиот договор и договорот за добро соседство, значи затоа што од нашето постоење, нашите заложби се НАТО и Европската Унија, кои што значи успеавме да со решавање значи со споровите со значи нашите соседи, значи вклучувајќи Преспанскиот и договор за добро соседство, ние сме веќе членка на НАТО и отпочнуваме со преговори со Европската Унија, така да дефинитивно за ДУИ тоа е црвената линија која што го гарантира, значи вклучувајќи и Охридскиот договор, значи унитарност на државата, правата на сите етнички припадности тука, значи решавање, подобрување на тој клинч, на излегување практично од тој клинч со соседите и значи отварање на вратата за нашите европски перспективи. Значи дефинитивно тоа се црвените линии на ДУИ, овие договори да се завршена работа и продолжуваме значи со понатамошниот напредок во евроатлантското семејство во НАТО и во ЕУ. Добро, бидејќи за ревидирање на Преспанскиот договор, еве конкретно, бидејќи тој е најактуелен, се потребни 2/3 од пратениците и Бадентер. Кажете ми доколку се соочите со едно такво барање во идното собрание и доколку тоа барање е проследено со некакви меѓукоалициски договори и преговори? Значи, ДУИ толку многу стави енергија во целата работа за да станеме НАТО членка. Значи, ние и покрај тоа што сме во корона кризата, значи, ние сме веќе НАТО членка. Во најмокниот воено-политички пакт во светот, што ја гарантира стабилноста и економскиот просперитет. Така да, дефинитивно, тоа е црвената линија и одиме само напред. Да. Добро, господин Евтимов, ВМРО ДПМН, како што кажав, вели дека би го ревидирале Преспанскиот договор, доколку можат, доколку имаат уставни предиспозиции за тоа, но знаеме дека и ревидирањето на Преспанскиот договор и на договорот за добрососедство во Бугарија е во директна коализија со евроатлантските интеграции. НАТО е завршена работа, но европските преговори не се. Тие сигнали, но и директни изјави од страна на Европската Унија доаѓаат константно. Мислите ли дека ВМРО ДПМН доколку тргне код еден таков пат би ја вратиле државата назад всушност? Воопшто не станува збор за враќање на државата назад. Најпрво сакам да истакнам дека секој договор како е создаден, како е донесен, има простор за дополнување, за изменување или за укинување. Нели, согласно одредени постапки кои што треба да се запазат, самите спомнавме во однос на условите кои што треба да бидат исполнети. Во ова насока ВМРО да поминеме чиста и јасна слика и став дека во рамките на сите можности кои што ќе ги има, ќе се обидеме да ги подобриме условите кои што ги имаме внатре во сите договори покрај Преспанскиот и за добрососедство, бидејќи сметаме дека истите се штетни за Република Македонија и воопшто не ги решија проблемите. Сведоци сме дека на секое
отпочнување во одреден дел на поглавијата, ќе се соочуваме со одредени закочувања, со одредени така наречено вето во одредени прашања кои што ниту се доуредени, ниту се направени согласно соодветен дел на права и обврски кои што следуваат од самиот договор. Меѓутоа, во однос на тоа за европските перспективи кои што Република Македонија ги има, ВМРО-ДПМН во самите партиски определби уште од своето формирање е партија која што се залага за евроинтеграциите и за НАТО. Меѓутоа, конкретно во ова, не можеме да зборуваме за евроинтеграции со овој систем кој што денес го имаме, со ова правосудство, со овие скандали, со овие коруптивни скандали кои што ги имаме и криминали во општеството. Ние најпрво треба да се реформираме, да се прилагодиме на европските закони, затоа што кога ќе се приближиме до нивните стандарди, тогаш многу полесен ќе биде пристапот таму. Бидејќи знаеме колку пати добивавме препорака, но сепак не ги отпочнавме преговорите за кои што актуелната власт повеќекратно ни спомнуваше датуми, односно немаше датуми, па имаше датуми, немаше датуми и тие самите не знаат што се случува. Затоа сметаме дека клучно ни се реформите од правосудниот систем во сите сфери на општественото живење, како би се приближиле кон стандардите на Европската Унија, на граѓаните кои што живеат таму и како полесно би се прилагодиле во нивните текови. Да. Добро, и госпоѓа Река, последното прашање за вас. Истото, евроатлантските интеграции, преговорите со Европската Унија се она што следува, како мислите тие преговори да се забрзаат некако за земјава побрзо да стане полноправна членка? Па првично би се надоврзала на муабетот дека тие за коалицијата Алијанса за албанците и алтернатива, тие процеси за затворена работа и затворен процес и не може да бидат реверзибилни. И тоа е еден од основните начала на коалицијата. Сега, од Европската Унија, значи, имаме толку многу услови кои што треба да се исполнат. Првично треба да се справиме со високиот степен на корупција и криминал и да работиме на реформа комплетно на реформа на судството. Мислам дека тоа е меѓу барањата за понатаму да ги исполниме условите. Последната констатација што беше дека сме во хибриден режим е трагична, значи дека некаде сме заглавени во некоја транзиција кон демократијата и тука значи треба да се сконцентрираме и да работиме. И што беше прашањето за НАТО, мислам исто така и тоа е треба да се гордееме и да бидеме среќни дека сме членка на НАТО затоа што ни дава некоја сигурност, безбедностна сигурност. Но и ова е многу значителен фактор и момент дека инвеститорите, странските инвеститори се осеќаат безбедни за да инвестираат во нашата држава. Значи е многу битен момент. Понатаму, за да понатаму ги задржиме инвеститорите, ние треба да работиме на реформите во судството и за да обезбедиме правна држава. Да. Добро, почитувани, ви благодарам на сите за учеството во емисијата. Времето ни истече, а вие, почитувани гледачи, следевте уште едно изборно соочување, да повториме овој пат од изборната единица 4. Ви благодариме на довербата и вниманието и се разбира, останете со нашата програма.